Еве сме назад повторно во студиото. Како што веќе најавив, однесувањето на младите, на адолесцентните и на пубертетлиите. Сите оние на кои што им врие крвта. Сите оние кои што сакаат да се докажуваат. Но докажувањето го прават и со преголема примена на физичка сила. Многу повредени, многу ранети во масовни тепачки и инциденти. За сето ова бевме гости во Меѓеши. Разговаравме токму на оваа тема. Да го проследиме разговорот. Детската амбасада Меѓеши можеби е една од померодавните кога станува збор за правата на младите и правата на децата, бидејќи сте детска амбасада. Но она што денеска со вас сакам да го поразговарам, тоа е последните случувања кои што беа актуелни изминатиот период, а тоа е сето она што се случуваше во автобусите на јавното предпријатие Скопје, кога имаше неколку инциденти во кои што млади луѓе, деца, се тепаа меѓу себе. Ме интересира ваше размислување. Зошто се случуваат овие девијантни појави? Па има повеќе причини, не е само една. Ние често дискутираме и размислуваме и правиме одредени споредби. Сега да почнеме од почеток или? Од одговор. Окей. Значи не постои само една причина за зголемување на насилството. Постојат повеќе причини, повеќе кратни се, имаат различни интензитети, не се изолирани една од друга, во корелација се. Така да многу тешко би било да напоменеме само една причина. Да, во право сте, сведоци сме се повеќе кога и да отвориш црна хроника, боди очи. Тепачки по автобуси, бодење со ножеви, страшни работи се случуваат, на ниво на директно насилство. И се случува по школи, се случува во јавен превоз, се случува по автобуси, во јавни простори, практично се случува насекаде. Начално насилството е само манифестација на нерешени конфликти. Тоа е симптомот, тоа е начин на одредени луѓе како замислуваат како одредени конфликти може да се решат. А ние не веруваме во насилство, затоа што сметаме дека насилството само храни, поттикнува и регенерира уште поголемо насилство. Кога сме веќе дел од тој вициозен круг насилен, многу тешко се излегува, меѓутоа не е невозможно. Постојат начини. Проблематично е што моделите за справување со конфликти кои им се нудат на младите преку најразлични фактори за социјализација, дали во семејствата, дали во образовниот систем, дали медиумите, општеството, се е насилни. Се промовира насилство, говор на омраза и тоа не е толку евидентно, знаете, не е да покажеш директно во прст кон него па да кажеш ова е насилство, не треба. Многу полесно директното насилство се гледа и затоа и ова станува алармантно, што другите форми на насилство сега се видливи и јасни, а тоа не значи дека тие се помали, тоа значи дека само се поинтензивни, па бараат пукнатини каде да пукнат. Ме интересира вака едно ваше размислување, истражување можеби сте правеле на оваа тема. Се чини кавгите меѓу тинеџерите, меѓу младите се појава која што е неминовна во општеството. Ни за години назад се случувала. Но оно што е симптоматично е се позачестениот број на вакви конфликти и вакви тепачки. Дури со тешки повреди кои што завршуваат децата во болници многу пати до сега. Колку образованието и колку родителите влијаат на едно вакво однесување? Многу. И не само образованието, и родителите, и медиумите, и сите ние како општество сме одговорни за сето ова што се случува. Сега не би ставила еднаквост помеѓу одговорноста на сите, затоа што одговорноста сметам дека е пропорционална со позициите на моќ околу тоа кој зашто одлучува. Сега образованието
е одговорно, затоа што нашите ученици учат од учебници кои се преполни со предрасуди и стереотипи за најразлични категории. Вицовите кои кружат се базирани врз истите. Значи се нормализира културно насилство, кое е етикетирање, маргинализирање и нашите ученици учат од тоа, не го детектираат. Значи, тоа само се репродуцира, се регенерира и мора да научиме како да ги детектираме за да може да реагираме на нив. Значи, начинот на образование е учење на памет, само репродукција на наученото. А тоа е проблематично за млади луѓе од кои се очекува да имаат активен став. За нам е битно младите да бидат вклучени во процесот ем на одлучување, ем во образовно-воспитниот процес. Да имат критички став, да прашуваат, да не земат се здраво за готова. А родителите едноставно немаат време. А тоа е заради сиромаштија, заради прекумерена работа, и сиромаштијата само по себе е клучен фактор за насилството кое сега е се повидливо и појасно. Социјалната неправда е насилство само по себе. Генерира, репродуцира насилство. Кога ги споменав родителите и образовниот систем, мислев на времето поминато со самите деца. Мислев на моментот што веќе некако младите се десоциализираат вместо да се социализираат со појавата на низата, особено со новите форми на компјутерско запознавање, компјутерско движење и така натаму. Колку пак сега тоа придонесува да младите, уште како мали, се недоволно социализирани, непогледнати од своите родители без доволно внимание, полесно е поштига на компјутер и нема да има никаков проблем, да потоа во пубертетот, во адолесцентните години се манифестира многу повеќе насилството и тоа е единствениот начин каде што младите се обидуваат да исфрлат негативната енергија која се собира во нив, односно на што би се рекло нели работат хормоните. Па јас не сум психолог по вокација, па не би можела да дадам стручно мислење околу развојот детски и тие процеси на социализација од тој аспект. Меѓутоа ќе се потрудам моје мислење од овој мировен аспект. Родителите мора да најдат време за своите деца. И тоа време да биде квалитетно поминато. Сега дури кога тоа е така, доколку живееме во општество каде што ксенофобија, хомофобија, национализам, етноцентризам се дел од нормална култура, тие ќе се пренесуваат од генерација на генерација и тие родители некогаш биле деца и тоа продолжува. Сега мора родителите да најдат начини. Начално не мислам дека родителите не сакаат да поминуваат време со нивните деца, едноставно или се презафатени или пренатрупани, а тоа го прават затоа што не можат да живеат, тие преживуваат. Затоа што живееме во држава која е сиромашна. Тоа е едно, а друго околу пубертетот, да, до некаде сте во право. Тоа е само манифестација. Значи тоа се образци на однесување на собране уште од порано. Модели кои што тек тогаш се повидливи. Ме интересира колку тука играат медиумите главна улога. Дали имате своје размислување околу начинот на кој што медиумите ги пренесуваат информациите и колку насилство има низ самите медиуми? Имаат секако и традиционалните и новите медиуми. Начинот на кој што се пишува или се известува е крајно црно-бел, има дихотомија и некаква си ставање на рамка, на непуштање, сензационалистички.
значи, мора да биде поетично. Значи, од новинарите очекуваме најмалку својата работа да ја вршат професионално. Доколку ја вршат, тоа е добра позиција, тоа е добар старт. И после тоа да размислуваат дека нема само две страни, дека има повеќе од две страни, да не ставаат цело време по рамки. Во медиумите има многу говор на омраза, се дозволува. Во собраниските комисии има многу говор на омраза. Ние сме преполни со простори, дали виртуелни или физички или медиумски, во кои што се шири говор на омраза, која се разбира е филувана и нашминкана и не се детектира лесно, меѓутоа помеѓу редови пораките кои се праќаат се насилни. Ме интересира колку детскиот мозок многу полесно знае да ги открие скриените пораки отколку мозокот на еден повозрастен човек. Ова го прашувам од една проста причина што, како велат, децата се памук, впиваат се. Нивното мозоче знае да ги расуди многу подобро работите отколку ние возрастните. Сега токму ова што го споменавте, овие собраниски седници, говори на политички лидери, говори на политички партии, придонесуваат за едно менување на свеста на младите луѓе и агресија, да роди агресија во нив. Ме интересира колку политичарите со нивниот говор влијаат на тие самите да го манифестираат насилството, онака како што тие го разборат. Па не би можела да дадам директна корелација, затоа што нема правено истражување, што се однесува до мозокот, пак ќе повторам, не сум психолог по вакација. Меѓутоа, не знам колку се способни децата, јасно, може би на ниво на инстинкт би знаеле, и тоа е лично моја размислување, меѓутоа, децата препознаваат модели за однесување, одредени идоли од мали нозе. Многу лесно впиваат, како што кажавте, и многу се подложни на манипулација, што е крајно несериозно од страна на возрастни, особено ако се авторитети од било кој тип, тоа да го злоупотребуваат. Живееме во испартизирано општество, каде што децата од мали нозе знаат имиња на политичари, на функции одредени, на кој е премиер, на кој е... Децата наши стареат додека растат. Не се преокупирани со детски работи, со игра, со смеа, Живееме во такво општество, така да кога веќе сме така, одговорноста на возрастните, на партиските лидери е крајно сериозна, а башка е голема. Дури и да не збориме за преку медиуми, политичарите креираат јавни политики кои директно ги тангираат децата. Во свое време имавме ние спортски и музички идоли. Тие идоли некако ги нема. Се чини дека телевизиите се главни кога, односно тие традиционалните медиуми се главни кога треба да ја прикажат реалната слика. Во нашите медиуми се помалку има детски емисии, се помалку има детски програми, а се повеќе има некакви серии кои што се со сомнителен квалитет. Колку тие серии, дел од нив, односно речиси во сите нив има неправда и насилство, влијаат подсвесно кај децата да се развие желбата за некаква си одмазда, гледајќи ги актуелностите кои што се случуваат во тие серии, бидејќи родителите многу често ги гледаат. Дека има влијание од серии најверојатно има. Сега дали тоа се канализира баш на одмазда или каков вид на емоции би произвела, тоа не можам да го тврдам. Меѓутоа, во сериите се прикажуваат различни односи помеѓу луѓе, различни позиции на моќ. Некои невидливи работи кои што пренесуваат одредени пораки. Обично во тие серии има многу семејно насилство, има многу манипулација, има многу патриархални системи се промовираат како вредност, подчинети жени, така да
сметам дека е крајно сериозно што децата знаат да набројат одредени ликови од серии што промовираат таков вид на вредности. Дали сериите, па не знам, имаше истражување направено во Бразил конкретно пред неколку години со кукли, со мали деца. Значи, децата треба да кажат дали одредена, која од куклите, имаше една бела кукла и една црна кукла, која ја сметаат дека е поубава и да зборат околу замислени семејни релации. Од типот на што мислите дека се родителите на оваа кукла. И сега и бели деца и црни деца ги има поставувано истите прашања. И сега испаѓа дека сите, и белите и црните деца, смета дека белата кукла е поубава. И кога се збореше за функции на или одредени професии на родителите, овие сите беа доктори, адвокати, не знам, професии кои се сметаат за ценети. Но кога се збореше за родителите на црните деца, сите смета дека нивните родители се хигиеничари, па најмногу шофери, работници, така да има влијание. И после тоа еден од причините која беше идентификувана како влијателна беше дека во сериите кои се прикажуваат во Бразил, цело време шоферот е црн, цело време тој што послужува или таа што послужува е црн или црна. Значи сите тие општествени динамики кои се пренесени во филмот го репродуцираат истиот тој модел. Ние моментално гледаме серии, што знам, или од минати векови, или со крајно патриархални вредности, со вредности каде што најмалиот ќути и слуша, а поголемите кажуваат. И сметам дека тоа е проблематично и дека мора во таков вид на програма да стои знак дека тоа не е програма за сите возрасти. А тоа често не го има. Да, тоа го нема или за деца под 12 години се препорачува родителски надзор, но тоа многу очигледно не влијае, бидејќи родителскиот надзор не значи дека детето не гледа, туку гледа заедно со родителот. Сведоци сме на сето тоа.